Намести се. Вики, дај најава за денешната видео за денешната. А ова Вики снима? Па ништо, еве сега одиме да купиме доручек, да се појачаме, некој бурекче, после ќе одиме на Козјак. Ама добро, не е многу страшно, иначе Скопје ако почне од сега топло, готови сме. Капут. А инаку од Скопје до езерото Козјак може да се оди на два начина или по два пата. Едниот е преку кисела вода, преку селата Припор, Сопиште, Горно Соње, Долно Соње и натаму према Козјак, а другиот пат е преку Драчево, односно Пинтија Драчево и тука се врти десно на кај Маркова Сушица и натаму се продолжува према Козјак. Ние сега одиме преку Долно Соње, а ќе се враќаме на враќање, решивме да се отидеме во Марков манастир, па идеме од таа страна, така да ќе направиме целиот круг. Тука Тувка, бога ми. Не знаменцето се... Да. Чека некои нови знаци. Тука десно значи добро е паметно, не може со кола и со мотор. Каде? Тука горе, нели тука десно одевме до сега. Да. Ама да видиш пато каков е. Може да сториме. 7 километри има. Камен, овде е се камен. Мислевме да одиме долу до езерото. Поради феноменот црвен езер. Видовме дека не е црвен, нели? Не. Јас гледам надалеку. А и патот не е баш добар. Не. Ај, постолните, драги. Ајде. Чист воздух. Бики? Молим. Како е? Добро е, убаво е. Па не е толку ладно. Не, сега сонцето кој изгреда, не, одма топло. И ветер не е дувка. Убаво е. Добро, ајде сега преземи за да кажам јас нешто. Ајде, чести го штам степа капчето. Спремна? Јесте. Живо. Ова место каде што се наоѓаме е Видиковец Козјак. Сместен е на падините на Сува гора, во рамки на резерватот Јасен. Се наоѓа
на некои 40 до 50 километри од Скопје. И ова е единствено место од каде што може да се види езерото Козјак под нас, а позади мене снежните врвови, тоа се Караџица и Јакупица, и Караџица спаѓа под масивот Јакупица или Мокра планина, Мокра гора. А Јакупица е еден од највисок врв во Солунска глава, највисок врв на Јакупица, 2520 метри, а Караџица има околу 2470 и нешто, не сум точно баш сигурен. Снежни врвови, прекрасна гледка, од друга страна езеро, уште една прекрасна гледка. Убаво е, стварно е убаво. Стварно убавено. Она што го видовме долу, што го снимивме, ресторанот Гризли, а од тука можеш позади мене да ги покажам, не знам дали можеш да ги видиш горе на врвот, Гризли и Глоата. Тие се 100 евро од ноќевање. Па не знам колку се. Така, едно од поубавите места во околината на Скопје, да се дојде на еднодневен излет или може и да се преспие. Инаку езерото Козјак, самото езеро е... сега да те прашам, Бики, дали знаеш? Знам дека е глупо прашање. Дали знаеш колку е долго езерото? Појма не. 32 километри. Опа, долго било. Да, навистина е долго и јас се зачудив, да бидам искрен, кога го прочитав тоа дека е 32 километри езерото. Меѓутоа, онака отворив мапси, според она, нели, може да видиш колку е од прилика измерив. Да, навистина има 32 километри од кај што почнува до Браната. А инаку, значи, езерото Козјак е вештачка акумулација на реката Треска. И тоа е првата брана тука, браната Козјак, а после тоа продолжува пак, нели, Треска и оди на втората акумулација Матка, на браната Матка. Ако се помине од шумскиот резерват Јасен, значи од Нова Брезница подолу од тука, и ако продолжите преку Нова Брезница до преминот према Македонски Брод, натаму ќе ги се оди према Македонски Брод и према, не ги знам сега сите села што ми текнува, Лупште, долу од оваа страна е Здуње, натаму е Самоков, па нормално Македонски Брод натаму. И таму има интересни овој работи, има интересни ресторани, рибници, што може да се види, има локалитет Пешна, пештерата Пешна, кај што може да се појде. А од другата страна, не знам дали може да го снимиш, она горе село е на... мислам дека се вика Горгурница, не знам дали може да се сними со камерата. Абе, се снимам, а колку ќе се види. Да. И така. Снимаш? Снимам. Билјана, уметник во сликање. Инаку теренот е многу убав, меѓутоа и многу, како да кажам, непристапен. Стварно многу стрмно и многу лош терен, така да не се препорачува за пешки да се оди, освен ако не сте некој искусен планинар или алпиниста. А ние пробавме по патот да одиме надолу. По патот има 7 километри, добро, тој врти околу ова, до браната, ама и патот не е во добра состојба, има одрони на камења и тоа е тоа. Значи, ако сакате до браната, само со кола или со некој джип, а пешки никако. Бики, што нарече ти? Сале. Како ќе ми го, само да не е многу блак. Иначе...
Не, јадам Да. салеп. Порано да пиевме. Да, здрави сме, фала Богу. Јас си наречав топлонес, јас сум си кафеџија по кафет. Иначе Дивота. сме си тука горе во Гризли. Моментално пиеме и се Уживаме сунцеме. во сонцето, Баш но гледаме езерото пред нас. Ги гледаме Караџица и Јакупица. Течкото да го донесе кафето, и ќе биде комплет. Сабота е, знаеш, луѓето веќе почнаа да доаѓаат, има по некои. Укасно, ладно. Знае тука за викенд да биде, да. Наке Тука пладне. после 12 сигурно. Тука само се Да, далеко наке од пладне ќе Скопје. биде пополно и... Да. Не е баш близко 50 километри специјално за тука. Да дојдеш. Да. Ама од Скопје. Ама се исплати за луѓето кои живеат во овакви работи. Е, птиците пеат. Слушаш птици, слушаш тивка музика од ресторанчето во позадина. Сонцето те грее. Поглед прекрасен, планините во наша вистина се некако бе. Сите е таму, иначе не Караџица Јакупица. Да. Овде е повисоко од водно, значи има 1000, не знам, лупам, 1300-400 метри. 946 Со водно? Овде? Добро време. Салепче. Благичко е талепо или? Много здраво, sad. Mislim Да. da može znamo. Веднаш. Колку треба? Бедно. Опа. Благодаря. Топлане 180, а салеп 220. Убав е? Со цимече. Да, и не е многу блаке. Бајни. Е, дај столчето. Да. Така. Тежок е живот јутуберски. Ти што има ново? А? Ние сега се симнавме од Козјак, а на патот надолу, значи кај овој знак и малку подоле, вртите десно и фактички уште 7,5 километри има кај што ќе одите по еден криволест и тесен пат и ќе стигнете до една рампа и таа рампа е затворена, значи не може, патот е регулиран, движењето е регулирано. Нема да одиме натаму да возиме 7,5 километри, пошто нема да ја поминуваме рампата. Може да се помине, има времења, са бајле 1 сат и после околу 12-1 сат, движење натаму, движење нагоре, се е регулирано, тоа треба да го знаете, ако се упатите да одите натаму и да одите кон Македонски Брод. Тоа ќе го снимаме во некоја друга прилика, бидејќи е исто така еден убав предел покрај реката Треска, кај што има убави ресторани со рибници, кај што има убав предел, убава природа. Тоа некој друг пат. Значи, Шумски резерват Јасен, Козјак, надолу, назад, преку Марков манастир до Драчево и назад во Скопје. Еве сега се движиме на кај Марков манастир. Тој е православен манастир, се наоѓа јужно од целото Маркова сушица, во долината на река Маркова река, на левиот брег од Маркова река, 20 километри од Скопје. Манастирот и денес е активен со женско монашко сестринство. Во самиот манастир се наоѓа и црквата Свети Димитрија, импозантна камбанарија има и е основана 1345 година. Посветена е на Свети Димитрije Солунски. Значи, влеговме внатре, меѓутоа не снимавме, бидејќи на самиот врез има и внатре има значи дека е забрането снимање, сликање,
нели треба пристојно да се облекувате кога влегувате во манастир. Преубаво духовно место, Ама жив манастир е, зато. жив манастир, да, живее има внатре сестри, женски манастир, така. Да. Внатре има музеј, галерија, продавница за свеќи, преубава црква стара, направена 1345, меѓутоа сочувани фрески. И така, убаво место да се види, да се посети. Да се видам телефон. Ще ти правам кога си мала. Не можевме да направиме кадров внатре. Штета. Многу е убаво.